Обид за убиство врз досегашниот министер за здравство Никола Тодоров, 60-годишниот Љупчо Стојановски од село Долно Каласлари, Велешко, го чекал Тодоров пред влизот на Министерството за здравство и пукал кон него од многу мало растојание. Нападот врз Тодоров се случи во 12 часот пред Министерството за здравство, каде што тој требаше да му ја предаде министерската функција на Арбен Таравари. Нападот се случил кога Тодоров излегол од автомобилот пред влизот на Министерството, а напаѓачот го чекал на самиот влез на зградата и извадил пиштол, додека Тодоров се качувал по скалите. Тодоров ја задржал присебноста и успеал да ги избегне двата куршуми кои биле испукани директно кон него. Обезбедувањето на поранешниот министер забележало дека напаѓачот го вперил оружјето кон министерот и веднаш интервенирало. Напаѓачот веднаш бил совладан од обезбедувањето и е приведен во полициска станица. Според официјалните информации од Министерството за внатрешни работи, Тодоров не е повреден. Денеска околу 12 часот пред објектот на Министерството за здравство во Скопје. Според првичните сознанија, лицето љс, 60 години од село Долно Каласлари, Велешко, испукал два куршума од пиштол кон поранешниот министер за здравство НТ, кој не е повреден по нападот, соопшти Министерството за внатрешни работи. Од таму велат дека напаѓачот е приведен на самото место каде што е пронајдена една чаура. Истрагата е во тек и се работи на целосно расчистување на случајот. Повеќе медиуми објавија дека напаѓачот е дедо на 9-годишната Тамара Димовска, која почина во 2015 година чекајќи Фондот за здравствено осигурување да одобри средства за лекување во странство. А за некои медиуми и мајката на Тамара, Жаклина Димовска, потврди дека лицето кое пукало во Тодоров е нејзиниот татко. За нападот пред Министерството за здравство дознала од медиумите. Ништо не наговестуваше дека планирал вакво нешто. Не знам од каде нашол пиштол. Револт во семејството постои, но никој не помислил на вакво нешто. Не очекував дека ќе се случи ова. Убиството не е решение. Ова е шок за мене. Го осудувам насилството, иако ми е татко, изјави Димовска. Осуда за настанот пристигна од политичките партии, партиски и владини функционери. Овој обид за убиство не дојде ниту случајно, ниту без подготовка на атмосфера за тоа. СДСМ, Зоран Заев, куп невладени организации, финансирани од Соросовите инсталации, шарената платеничка револуција. Цели 3 години градат атмосфера за ова денес да се случи. И се со единствена цел. СДСМ да дојде на власт. Зоран Заев да стане премиер, ВМРО ДПМН да се испрати во опозиција и по можност да се уништи. Врз Тодоров и врз сите нас 3 години се фрлаат етикети, лажни обвинувања, се манипулира со се што работевме. Со лажни информации се создаваше хистерија и се користеа сите методи за наше оцрнување и прикажување во најцрно светло. Денешниот обид за убиство не беше случаен. Бил подготвуван. Денес било трагано по него, со одење во неговиот дом. И веќе е јасно дека е политички поттикнато со градење атмосфера против Тодоров. Го осудувам целосно начинот, како да го кажам со други зборови, недозволивото нешто дури да се помисли, а не па да се изврши ваква работа. Драго ми е што е безбеден и сигурен поранешниот министер Никола Тодоров, заради тоа што ние сме луѓе, треба да си помагаме, не треба да испраќаме никакви лоши пораки и навистина, освен сериозна осуда и не дај Боже да се повтори никому, ништо друго не би посакувале. На првиот ден од доаѓањето на власт, сведоци сме на подмолен вооружен напад врз министерот Никола Тодоров. Никола Тодоров, благодарение на присебноста, успеа да го избегне атентаторот. СДС и Заев долго време го подготвуваа теренот за ваквиот монструозен акт. Долго време го напаѓаа и навредуваа Тодоров, нарекувајќи го министер смрт. Така наречената шарена револуција и СДС долго време ширеа хистерија и повикуваа на насилство. Одговорност мора да има, се вели во соопштението од ВМРО ДПМН. Од СДСМ исто така велат дека е недозволиво употреба на оружје и посегнување по нечи живот, од која било причина. Повикуваме на институционално решавање на проблемите. Очекуваме надлежните органи целосно да го расветлат инцидентот, велат од СДСМ.